Благодарам, почитуван председател. Почитувани партеници, почитувани граѓани на Република Македонија, еве четврти ден и во овој момент го разгледуваме финансискиот документ и дебатираме сигурно по истиот ребаланс на буџетот, но исто така во овој момент од месечината може да се видат само две работи. Тоа е, првата е кинескиот зид, а втората работа е неспособноста на власта предводена од Зоран Заев со справувањето на економско-здравствените политики и коруптивно-криминалното дејание кое што е длабоко навлезено во врвот во владините кабинети. Но да одиме поред. Реплицирам на колешката моја комшивка од комшискиот град од Неготино и да реков да одиме поред. Сакам да кажам и да констатирам едно, дека и овој ребаланс на буџетот и овој финансиски документ ќе биде уште едно неисполнето ветување или уште еден неисполнет проект на владата на СДСМ и ДУИ. А секој неисполнето ветување е еднакво на лага. Такви неисполнети ветувања во овие 4 години имавме милион. Значи, неисполнети ветувања преку милион лаги. Но да одиме по соред. Јавниот долг, почитувани партеници, во Република Македонија во овој момент изнесува 7,1 милиарда евра или 62,5% од бруто домашниот производ. Ова е највисоко историско ниво на јавен долг и во апсолутен и во релативен износ. Но јавниот долг на 36.2017 година изнесувал 4,7 милиарди евра, односно 46,1% од бруто домашниот производ. За 3 години и 9 месеци, за неполни 4 години, јавниот долг, почитувани граѓани на Република Македонија, е зголемен за 2,4 милиарди евра. Оправдувањето дека јавниот долг е зголемен поради економската криза предизвикана од коронавирусот не е издржано затоа што и според најпресенетите податоци на власта, според аналитичарите кои што ја поддржуваат власта, односно Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, помошта за стопанството и граѓаните велат дека не надминува 1,2 милиарди евра, односно дупло помалку отколку што е зголемен јавниот долг. И морам да потенцирам дека во овој износ не спаѓа и најавениот клинички центар од 500 милиони евра или пак сега по најново 400 и вие не знам дали знаете колку милиони евра ќе вреди тој клинички центар. Треба да потенцираме дека загрижувачки се проекциите на Светска банка за јавниот долг на Македонија затоа што според нив трендот на раст ќе остане. Па така за 2021 година очекуваат да достигнеме до 65%, а до 2023 година истиот да се зголеми на 67,2%, што е спротивно од ветувањата на власта за консолидација на јавниот долг и негово намалување. Значи, ветувањата на власта ќе бидат повторно лаги. И искрено јас, како пратеник, посакувам и економскиот раст, и овој долг, значи економскиот раст на државата да се зголеми, јавниот долг да паѓа. Посакувам тоа да го видам, тоа сценарио. Од друга страна пак, мораме да потенцираме дека согласно стратегијата за управување со јавниот долг на владата на Република Македонија, јавниот долг под мастришкиот критериум од 60% ќе биде дури во 2026 година, иако правично се најавуваше за 2024. За 2021 година јавниот долг, според владата, се очекува да достигне 64%, а веќе во 2022 година и 66%. Во овој момент јавниот долг на Македонија е првпат двојно поголем од вкупните приходи. Јавниот долг, ќе повторам, е поголем двојно од вкупните приходи. Тоа значи дека и за да се отплати целиот јавен долг, сите давачки по основ на даноци, придоноси и останати приходи, 2 години треба да се наменат само за отплаќање на јавниот долг, наместо за плаќање на пензии, социјална помош, плати за администрацијата, поддршка за вработување, субвенции на земјоделците, финансиска поддршка за иновации, гасификација железници, изградба на градинки, училишта и така натаму. Во делот сега сакам да спомнам и за станските директни инвестиции, почитувана колешки. Република Македонија
е убедливо најлоша помеѓу земјите од Западен Балкан. Па така, во 2020 година странските директни инвестиции изнесувале по 2%, а во соседството ги имаме Црна Гора со 11%, Србија со 4,8%, Албанија со 5,7% и така натаму и така натаму. За 2021 година проекциите се дека повторно во Македонија се очекува да има најмал износ на странски директни инвестиции од 2,6% од бруто домашниот производ наспорти останатите земји. Во 2020 година бруто домашниот производ забележа пад од 4,5% на реална основа. Намалената економска активност е главно резултат на неповолното движење во второто тримесечие, кога реалниот бруто домашен производ се намали за 14,9% на годишна основа. Во третото и четвртото тримесечие падот на економската активност значително забави, односно е забележан пад од 3,3 и 0,7%. И тоа е факт, и тоа е реалност, и затоа го констатираме. Според податоците на Евростат, Република Македонија забележа највисок пад на БДП-то во вториот квартал од 2020 година, споредено со земјите од регионот, ќе потенцирам близу 15%, односно 14,9%. Тоа значи дека економијата е во слободен пад. Но за жал и во првиот квартал од 2021 година повторно најлошо котираме. Во делот на инфлацијата, во мај 2021 година, стапката на инфлација изнесува 3%, придвижена од порастот на цените на струјата, храната, но и на транспортот, кога згора на тоа, ќе го додадем па и новото зголемување кое што го планирате, на нафтата од 3,5 денари или со ДДВ малку повеќе од 4 денари, мораме да констатираме дека порастот на цените на горивата дополнително ќе придонесе за раст на цените, а можеби и отварање на инфлаторна спирала, која што апсолутно не сакам да се случи. Каква е проекцијата на средниот рок во фискалната стратегија? Економскиот раст во 2021 година е проектиран на 4,1%. Пак ќе повторам, лично јас како пратеник посакувам овој да биде процент многу поголем. А во периодот 2022-2026 година, значи зборуваме за проекцијата на средниот рок за фискалната стратегија, согласно основното среднорочно сценарио се предвидува просечен годишен раст од 5,4%. Сега се прашуваме, со кој образ СДСМ и Зоран Заев предвидуваат раст на бруто домашниот производ од 5,4% на среден рок, кога во ваше време, во време на владење на СДСМ, никогаш немало стапка на раст повисоко од 4%. Да ги видиме сега и капиталните расходи. Капиталните расходи се планирани на ниво од 30,6 милиарди денари или за 6,5 милиарди денари повисоки во однос на планот за 2021 година. Но кога ќе анализираме подобро, скоро 5 милиарди денари се планирани за докапитализација на Македонска банка за поддршка на развојот, а не за инфраструктурна изградба на Република Македонија. Морам да констатирам дека очигледен е предизборен подкуп кој се спрема. Најголемо зголемување има во Министерството за финансии, функции на државата, веќе 3 милиарди денари имаме за Агенција за рурален развој. Веројатно се мисли на некој си подкуп на земјоделците. Кога сме тука кај земјоделците, јавно ја поздравувам одлуката за исплаќање на штетите на овоштарите во делот на општина Росома, во делот на Тиквешијата и низ територијата на цела Република Македонија, каде што имаше мрзнење. Но сакам тој износ да биде малку повеќе, бидејќи го најавите само 30%, затоа што измрзнувањето беше 100%, луѓето се наоѓаат во многу тешка, исклучителна ситуација, каде што основна дејност и за екзистенција име земјоделието, односно овоштарството. Во здравството имаме зголемување од 700 милиони денари пред се за имунизација. Во делот на здравство нема пари за клинички центар, тоа го потенцирав и на почетокот. Што значи дека тоа ветување не планирате да го исполните. Значи и ова ветување ќе стане лага.
30 милиони евра зголемување во Министерството за транспорт и за Министерството за труд и социјална политика. Намалени расходи, кога сме тука во Министерството за труд и социјална политика, морам да констатирам дека не сум среќен што се зголемуваат овие средства, затоа што штом ги зголемуваме средствата за социјална помош, значи имаме нови семејства кои што побарале социјална помош, односно следствено на тоа сигурно ги имат изгубено работните места поради затварање на фабрики, а сето тоа е заради недоволното раководење, односно неспособноста на раководењето на државата со економските политики во Република Македонија. Во намалени расходи може да забележиме во Министерството за транспорт во делот на гасификација и железници. 10 години, почитувани колеги, сега кои што сте на власт, 10 години додека бевте во опозиција, гасификацијата не ја вадевте од збор, за да сега немаме мрднато ниту метар во изградба на нова гасификација или пак нова железница. Капиталните инвестиции, почитувани колеги, не треба да се планира, само да се планираат, туку и да има реализација на планираното. Фокусот покрај на реализацијата треба да биде и одговорност на државните органи кои што нема да ги реализираат капиталните инвестиции. Многу е лесно да ги испланираме, да ги вметнеме во буџетот или во ребалансот на буџетот и истите потоа да ги ребалансираме, односно да ги тргнеме заради нивното неисполнување. Пак ќе кажам, ветувањето е еднакво на лага. За сметка на кратењето на капиталните расходи, односно кратење на инфраструктурната изградба на земјата, имаме зголемување на платите во администрацијата. Ете тука, односно имаме нови вработувања за да се задоволат партијските војници на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ. Затоа, власта, односно реплицирам со колешката Лолита, треба да даде информации за што ќе се потрошат следниве ставки. Дополнителни 103 милиони евра за мерки за справување со COVID-19 кризата во делот на владата. Кај премиерот, почитувани граѓани, во неговиот кабинет ќе влезат ваши пари, кои што се собрани од плаќањето на даноците, придонесите, таксите и така натаму, 103 милиони евра во кабинетот на премиерот, тој да располага со овие средства. Треба да дадеме, нели да дадете одговор, за што ќе се потрошат точно овие средства. Имаме 100.000 евра за надоместоци во Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците. Дали ова значи дека се уште имаме според рамковниот договор нераспределени работници според рамковниот договор? Треба да дадеме одговори за оваа ставка. Да дадеме одговор, односно да дадете информација за дополнителни 300.000 евра повеќе за плати и надоместоци во Министерството за надворешни работи. Дополнителни 200.000 евра за плати и надоместоци за програмата макроекономска и финансиска политика во Министерството за финансии. Повторно имаме 135.000 евра за плати и надоместоци во Управата за имотно-правни работи. Дополнителни 46 милиони евра во вложување и нефинансиски средства во Министерството за финансии, функции на државата, 60 милиони евра за нова програма во рамки на Министерството за финансии, вика мерки за справување со COVID-19 и разни трансфери. Ова разни трансфери мене ме асоцира повторно на трупање на администрација, односно вработување на партиската војска на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ. Дополнителни 511.000 евра треба да се даде информација за плати на доместоци во Царинската управа. Имаме дополнителни 145.000 евра за плати на доместоци за регионални центри за стручно образование и обука. Одиме понатаму и со ова ќе завршам. Имаме дополнителни 900.000 евра за плати и надоместоци во дејноста на културата. За ова мораме да дадеме одговор, односно мора граѓаните и јавноста да знае информации за овие работи кои што претходно ги набројав. Сега се поставува прашањето колку ќе ги чини граѓаните политиките на Зоран Заев. Буџетскиот дефицит или повеќе потрошени пари од собрани,
значи повеќе потрошени пари од собрани, буџетскиот дефицит, за периодот 1. јануари до, еве да го земеме до 30. јуни, репер 30. јуни, изнесува 287 милиони евра. Тоа е нов долг за граѓаните и за Република Македонија. Споредбено, во овој период, од 1. јануари до 30. јуни 2021 година, оваа неспособна влада на Социјалдемократскиот сојуз, почитувани граѓани, не задолжи, односно го задолжи секој граѓанин за првите 6 месеци по 150 евра. Ако земеме споредбено, од 2017 година задолжувањето е за секој граѓанин по 1500 евра. Од најмал до најстар. Од бебе до пензионер 1500 евра. Или, ако е едно 4-члено семејство задолжено за овие 4 години 6000 евра. Ако е 6-члено семејство, маж, жена, 2 деца, со татко и мајка, 9000 евра. Од новиот долг што го направи владата на Зоран Заев и на СДСМ во капитални инвестиции потрошени се само 1/3 од парите. Значи од 287 милиони евра до сега, само 1/3 во капитални инвестиции. Се поставува прашање каде исчезнаа останатите 2/3 од потрошените пари или околу 190 милиони евра. Вчера во излагањето на колешката Лолита беше спомнато дека економијата ќе има раст. Па возможен е економски раст, односно економските показатели да прикажат раст, бидејќи реперот кој што го земаме е 2020-та, која што беше многу лоша година и на здравствено и на економско поле. И нормално е да покажеме раст. И тамам работа ако не покажеме раст, кога споредбено ја имаме најкатастрофалната година. Но поважно од тоа според мене е тоа што ќе покажат бројките дали граѓаните подобро живеат и дали стопанството работи подобро. Почитувани пратеници, на реалниот сектор му е потребна сигурност, стабилност и поддршка. Јас од овдека сега сакам да упатам 2 прашања преку госпоѓата пратеничка од СДСМ до премиерот Заев и второто ќе биде до нејзиниот градоначалник. Прашањето за Зоран Заев, така наречениот Луи Северни. Господинот Зоран Заев на 27 септември 2016 година, како тогашен опозиционер, прошета по откупните пунктови во Кавадарци и по разговорите со некои лозаропроизводители за медиумите, изјави следново, цитирам: "Оваа ќе биде последна година без организиран откуп. После изборите во декември таа 2016, владата на СДСМ ќе овозможи сигурен пласман на грозјето и на останатите земјоделски производи преку, внимавајте, формирање на посебни агенции за грозје, за оштарски производи, за градинарски производи, за житото, за тутунот, каде што државата ќе биде партнер и за земјоделските производители и со откупувачите." Сега прашањето ми е, не само што не формиравте вакви посебни агенции, туку станавте и партнер со откупувачите, а во овие 4 години се уништуваат и земјоделците. Второто прашање, односно прашањето до господинот премиер Зоран Заев, дали тоа ветување ќе го исполни или истото тоа ветување ќе биде со еднакво, односно со равенството еднакво лага. 4 години за сега лага. Дај Боже сега тоа да го исполни. И морам од овдека одговорницата да упатим и неколку прашања и за градоначалникот до Неготино. Дали ја зборуваше вистината или лажеше? До каде е со изградбата на колекторскиот систем Тимјаник Неготино со должина од 2000 метри, 2 километри? Вети катна гаража за регулиран сообраќај, вети современ градски пазар, браунфилд инвестиција на старата гимназијска зграда и така натаму. Сакам да го прашам, дали ветувањето и негово ќе остане лага? Вие имате право да ми одговорите, но тоа е, пак ќе кажам,
Ваша работа дали ќе одговорите. Кога велевте во делот на дека сте изградиле 1000 километри и се реконструирале 1000 километри автопатишта, патишта и така натаму. Ало, дечки, каде тие патишта? На видеоигри, на тетриси, на снимање на некој филм изградивте? Го пуштивте со играње чочек автопатот Демир Капија Смоквица. Истото се случи и со автопатот Штип Скопје. Можам само да кажам дека делумно го завршивте патот Струмица Радовиш и тука остануваат вашите реконструкции и изградба на автопатишта. Не, извинете, ќе го заборавам, бидејќи ја гледам колешката од Битола, мовчето на Наташа во Битола и проектот во Неготино, фарбање на банкините на главната улица во Неготино и поставувањето на столпчиња, метални столпчиња во Неготино. Благодарам.